чест на сите оние герои кои својот живот го дале за црвениот изгрев на жолтото сонце над нашето бесценето парче земја. Во чест на црвениот поет Коста Солев Рацин, величината на неговиот пишан збор и длабочината на неговите пишани дела кои се траен и неповторлив белег на автентичноста на македонскиот народ. Ве молам за едноминутно молчење во нивна чест и во чест на прерано згаснатите зраци од сонцето, чиј сјај згасна во трагичниот настан во Кочани. Вечна им слава. Една студена зима, декември 22. Далечната 1908 година. Некаде во Велес се раѓа машко чедо, син на Апостол и Марија. Попе, неизмерна е нашата радост и благодарност кон Бога. Денес Марија ни роди машко чедо. Ке се вика Коста, Коста Апостолет Солев. Ке биде голем и важен човек. Верувам во тоа. Со туч го мерат, а можат ли да го измерат? Нашиот тутур, наша мамака, нашава солена потур. Од темни зори на утрини летни до никоја доба на вечери зимни. Тој гладно пие тагата наша, и потта, и крвта, и снагата. Жолти прави лицата бледни, и жолта гостинка у градите носи. По утрини росни, по мокрите пресни. Наведени ничку по полиња родни, зачмаени ние го береме. Лист по лист кини, лист по лист нижи,
Лист по лист превртуј, притискај. Лист по лист милно, таговно реди, а на низа долга од капки пот и надеж со клетва и зелена јад. Со поров поглед на очите матни, покретките лисја жолто-златни. Приказка горка на цел живот след, нанижи безгласна, а така јасна. Та не знаеш ли, дојде ли денот, тој да се мери, мерка му нема, а в градите злаби без да се запре, без дно да најде, не тагаа клетва и в очите матни, и не сакајки сама се дива фуријата. Кантарот носи лисјето златно, а в градилото далгите беснат. На жолтата мака, на жолтиот тутур, на жолтата пот на рацете ни. Многу работи се променија после таа студена декемвриска зима. Коста расте во весело и мудро момче. Своите училишни денови ги минува во училиште во Велес, кој тогаш и припаѓа на така наречената Вардарска Бановија. Слабо ми певаш. Дал те не боли зуб случајно, или се не допала песна? Ти не разумеш свој матерни јазик. Можда боле певаш на бугарски јазик. Аха, разумела си. Ти знаеш да певаш само песна на неки непријателски јазик. Кад не знаеш и нечеш да певаш места на рапорт од директора Совезик. Таткото на Коста, грнчарот апостол, не можел да му пружи поголемо образование, бидејќи грнчарскиот занает и состојбата на семејството барале многу напори и време, а малечка заработувачка. Поради тоа, Коста бил принуден да го напушти своето образование и да му се посвети целосно на татковиот занает. Да не му се секираш. Од утре ти почнуваш во таткото и грнчарницата да работиш. Ние пари за учење немаме. А ти знам дека си побистар. Побистар си како детската солза од реката Вардар. А и да знаеш дека ако ти се учи тебе, можеш и дома сам да учиш. Изгори, мерак изгори, изгори пепел се стори. Сад не скорива јадови на стари и добри мајстори. Премина тешки дојдова, уште потешки проходи, од ден на ден се умира. И душа бере се години, не пе песната страдана. Од гората, капат сијата, води се течат, ронат брег, излечат млади јасики. Чашите изумреа, дучаните запустеа, попадна всичко, прокопта, да не е златен тргјоса. Банки дигнаа палати, раскнаа мрежи широки. Банки дигнаа палати и кули танки високи. Нагоре кула висока, надолу земја длабока. Од всичкото носат хајнакот, од потка го цедат го сокот. Од всичкото носат хајнакот, магата нам оставаат. Банки дигнаа палати, банки на нови имами. Кондури дузи коваат, смотики грубни коваат. Пајдо со златен ргјоса, нашиот чесен занаат.
И така видна. Коста дење работеше во грмчарницата, а ноќе читаше секакви книги, поезија, проза, филозофија, драма. Со текот на времето се претвори во личен, прекрасен, мудар младич, како што кажува младич со црвена душа. Една вечер, додека со своите другари ја поминуваа вечерта, низ белешките сокаци на поезијата, нешто го магерсува. Рахилка Фирфова Раца, ученичка во 6 клас во Велешката гимназија. Големата и невозвратена љубов на Коста, она чие име го зема за псевдоним и поради која станува познат како Кочо Раци. Во своето презиме трајно ќе носи огромната и невозвратена љубов од Раци. Поради таа љубов, кон неа пишува картички, од кои се создава стихозбирката Антологија на болката. Го земам твоето име како мое, а затоа ти подарувам бесмртност. Кондензиран воздух по тебе. Антологија на Балкан и мој портрет ако побараш. Капка крв од моето тело и душа. Ја имаш веќе. Моето идно име ме врзува за секогаш со тебе. Прости ми или преколнувај, се едно. А јас се љубам, се проштевам и се заборавам. Едно жалам, што не ја чув смислата преку звукот на твоите зборови, или барем нивната трага со настил. Во меѓувреме, по настанатите немири со жандармите во меаната на сокаците на поезијата и откако властите трагаа по него, Коста заминува за Дрезден, каде учествува на 4-тиот конгрес на Комунистичката партија на Југославија заедно со Малина Попиванова, неговата сопартика од Кочани. На конгресот и двајцата беа избрани за членови на Централниот комитет на партијата. Враќајќи се за назад кон родните краеви, во возот
Коста е уапсен како сомнително лице на австриско-југословенската граница. По 3 месеци измачување, сослушување и судење прво во Марибор, а потоа во Сплит, конечно се враќа во родниот Велес дома.
а имаме и лутки пиперче. Или може би сакаш чај да ти сварам твојот омилен напиток. Што се случува со нашето чедо апостоле? Има само 20 години, а ги расшири крилјата, ти се чини цело море ке го премете. И пишува писма на некоја си ракилка, апостоле. Која е таа ракилка? Па нели Абело беше од Марина Попиланова, од Кочани? Молчиш, ништо не кажеш. А и тој одгубен апостол. Не слуша Боги. Како е овој тежок пат што води нашето чедо? Не ме кълни, не ме жали, не ми нижи ни за клет. Камен тежок живот ми е, а потежок одзив пусти. По народни думи свети, ако куќа не направи, со високи шишмир порти, куќа цел свет братски ми е. Братски срце што отвара, срце порта највисока, срце куќа најширока. Ако жена не донесе, јутрента пилводаја, верна, добра, млада љуба, не ме кълни, не ме жали. Во борбата, другарката, слънце сјае, слънце трепти. Години поджумишта по патишта, во младост горка разпосев, погледни ми право во очи. Ти ли беше што пееше? Ајде ти, мајка, не рани. Ако не умрам дома, туку кај што ти пишта во борба, искри кај што луштат. Лазе речи на душата. Има зашто душа дае. За Коста стигнува пошта дека е регрутиран во пожарец и заминува да служи војска за таму. Од едно место го пуштаат, во друго го затвораат. Токму како затвор му дошла војската за режимот против кој што се борел. Но нема што да се прави. Војска мора да се служи. Nemoj da me šalite, zapite se
Војската заврши. Коста се врати дома. Се почесто патуваше за Скопје. Се здружи со една група авангардни поети кои се среќаваше во читалната на Филозофскиот факултет. Таму го запознава и Антон Коленич од Далмација. Читатко предава на факултетот и ја води тамошната библиотека. Тој професор со многу истенчен вкус го обожава пишаниот збор на Коста. И Коста му го доверува својот фамозен текст со поезија и проза на македонски јазик. Коста му кажува со огромен жар во очите колку моќно звучат некои работи кога ќе ги опее на неговиот мајчин белешки јазик. Сите тие заедно организираат поетско црвено матине во Белес со револуционерно поетско читање, со револуционерен мотив и карактер. Нема ли љубов за живот голема, љубов за живот човечна. Убија гради Агарски. Нема ли срце? Нема ли срце? На срце срцето, срце ширини широко. Срце длабини длабоко, цел света збере, па да ја завија гради маличко. Нема не пена, тен, нема не тен, та, на тен, тен, та, на, ка, тен, тен, пи, токо, тен, мра, ти, алко, тен, нете, та, ша, та, и пера, мето, тен, ту, тен, тен, прика, опаси, и пенес, граф. Наме, анупа. Но жандармите и властите не беа мирни и бурно работеа на тоа да откријат кои имиња и лица стоат за тоа црвено револуционерно движење. Го следеа секој нивни чекор на секаде.
По подкажување и предавство дознаваат дека Коста е начело на револуционерното црвено движење и дека е уредник на месечниот весник Искра и го апсат. Исто така ја апсат и распитуваат ќерката на директорот на гимназијата, револуционерката и тогашна љубена на Кочо, Невенка Војќ. Затворениот Коста со лефраци по 42 денови испитување молчи, ништо не признава и ништо не одрекува. Дядо, како на вату дядами, близки камење туѓани. Така на кои дядови, меглавите на требнаве. Дядови, агавки мати гојна. Дано фути пойна, доди свити пойна. Научани понички, понички навичи, така ноди. Ај пута дјахтане живото кутрици. Човек обиви, човек кутумби. Кухти си ужио работу, затуи беби имоту. Затуи беби боби, копајци црни гобови. Запомнати такоци. Били си бејдан данови, били си овци ковани. Били си сите зелзен, когато намене. Го судат во Загреб и го осудуваат 4 години на воспитна робија со служење на казна во Сремска Митровица. Тешко ми е да не чујам. Отрепањето во затворот одлуби. Ме мава по ушите и ми става сол на устата. За 6 месеци колку што бев во затворот, изедов ќутри 42 пати. Никоја жена, никој дете, никој човек на овој свет не треба да биде тапано никогаш. Сите се раѓаме исти, Господине Исусе, без опрека и во плач. А за мојата поезија за која пишувам, не одговарам ни пред еден суд, ни во едно време, ни на едно место. Поезијата е мојата душа и никој, и никогаш нема да може тоа да ми го земе. Не ли ме судите, Господине судија?
закон за амнестија на политичките затвореници. Сите осудени комунисти беа ослободени, меѓу кои беше и тој. Иако не се надеваше, пред затворот имаше кој да го пречека. Добре те најдов, другар. Ти да не си болна? Многу лошо кажеш. Многу денови и многу ноќи те чекам. Не греши. Сега кога се тука постам, ви дам подобро. Откако Ленка остави кошила тенка Ленина, недоведена на разбој, на Налани отиде тутун да реди монокол. Лицето й се измени, веќе падна надолу, а усти свија коработ. Не беше Ленка родена во тие пусти тутуни. Тутуни жолти отрови, загради китки, розови. Прва година помина, грудка в срцето и легна. Втора година намина, болеста згради искина. Трета година земјата на Ленка покри снагата. И ноќе кога месечко гроби со свила виеше, ветерчот тихо над неа, жална и тага рееше. Зошто остана кошила недоткарана? Кошила беше даро. По излегувањето од затвор, Кочо дел од деновите ги минува со својата втора огромна љубов Невен. Постојано патува и престојува во Велес, Скопје, во Белград, каде работи во печатницата на весникот Правда. Во Белград живее легално, а своите текстови ги подпишува со иницијали или со разни псевдоними. Во овој период Рацин бележи особена творечка активност, која ќе кулминира во 1939 година, кога во родниот Велес и соопштува на мајка си дека заминува за Загреб, каде во Самобор ја печати и објавува својата безвременска стихозбирка Бели мугри на македонски јазик. На насловната страница ќе пишува К. Рацин и е доволно конспиративно за да не се открие идентитетот, а црвениот наслов праќа црвена порака уште пред светот да дознае за неа. Со тоа Коста Солев Рацин испишува историја. Мајко, заминувам за Загреб. Конечно, белите мугри да го дочекаат светлото на денот, преку мојата поезија за народот, работниците, печалбарите, тутуноберачите, копачите. Силно светнал ден, мајко. Силно светнал ден, сине. Оди и не заборави. Срцето на мајка останува секогаш таму кај што е нејзино почеток. Богу.
денот и првата ни стапка у првиот ни век. Ке мине силенек, ке блесне сонце златно посекаде на светот, ке згине срамно гнетот, ке лсне живот нов. И реки ке потечат и време ке одвлечат на вековица смрт. Реките од живи и пробудени сили, на копачи, копачки и страдни, голи, гладни по целата земја. Се кати ноќта црна, се рути карпа мрак, и петли в село пеат, и зората се зори. Над карпав крв се мие, и темнината пие, силно светнал ден. Сепак, новоздобиената слава и авторитет на Кочо ќе доживеат силен удар. Властите и жандармите ги пронаѓаат белите бугри и дознаваат дека се спечатени 4000 примероци. Се дава наредба на секаде да се бара таа книга, по библиотеките, книжарниците, читалните, културните друштва и да биде уништена до последен примерок. Коста го исклучуваат од партијата, нема работа, нема поддршка. Мора да се пријавува во полиција секој ден и е во многу тешка ситуација. Прави грнци за лип и нема време повеќе ни за да пишува. Јадот го тера да бара излез и да бара спас во Москва, па се збогува со својата огромна љубов нена. Ах, Коста, зарем мораш да одиш? Што има во Москва што го нема тука? Знам, ва револуција. Нема крал, има пријатели, нема предавници, има поетска слобода, ама ме нема мене, го нема Венес, и нема твоите браќа и сестри, ја нема работилницата на таткото, ја нема твојата поетска слобода. Нема. Знаеш, црвена е мојата душа. Јас сум венчан за револуционерната борба. Сакам тогаш, втор пат кога ќе се женам. Ќе се женам на слободна Македонија. Сакам тогаш 3 дена и 3 ноќи
да свират зурли и тапани, така што да чуе цел денес дека Коста Солев се жени за слободна Македонија. Збогум него. Вчера си појдов намина, низ таа гора зелена, по тие буки високи. По килим сенки широки. Одев со глава замаја, на ведната мртовзачна. Одев со грудка на срце и каракамен награни. Деј ги ви горо зелена, деј ги ви водостудена. Пилците пеат, ти плачеш. Сонцето грее, ти темнеш. Ако ги криеш коските, надели млади јунаци. Тука што лежат по тебе, за тие темни дубрави. Зошто ги таеш песните, зошто по тебе дрвјата, и на дрвјата гранките, и на гранките лисјата, шумолат кришно таго. Југославија од силите на Оската, Кочо се јавува на мобилизација и е испратен на Кумановскиот фронт на местноста Страци, каде што веќе на 7 април е заробен од страна на германците. Сепак, набрзо успева да побегне и откако кратко време живее во Велес, заминува за Софија. Таму живее заедно со својот сограѓанин Коле Неделковски, а работи во железничкото депо како обичен работник. Набрзо, по смртта на Коле Неделковски, септември 1941, Кочо се враќа во Македонија и известно време работи во Народната библиотека во Скопје. Во следниот период доаѓа до подобрување на односот на КПЈ кон Кочо. Новото партиско раководство во првите месеци на 1942 одлучува да се тргне бојкотот на Кочо, но тој не е примен повторно во партијата. Септември 1942 Рацин е уапсен во Скопје од бугарската полиција и во ноември е интерниран во селото Корница, Неврокопско. Сепак, многу брзо, април 1943 година, на Рацин му успева да побегне и да се врати во Скопје. Мај истата година, Рацин тргнува од Скопје во партизани со група од Досуммина. По пристигнувањето во одредот Кораб станува уредник на партизанскиот весник и Линденски пат и подготвува 2 збирки на македонски народно-ослободителни песни. Вечерта, 13 јуни, додека се враќа во партизанската печатница на планината Лопушник Кичевско, Коста Апостолов Солев Рацин смртоносно е застрелан од Мино Миновски, партизанот кој го чувал пристапот кон печатницата. Постојат 2 верзии околу неговата смрт. Според првата, станува збор за несреќен случај. Поради неговата наглувост, Рацин не го чул повикот на стражарот да застане и да се идентификува, пошто овој го истрелал смртоносниот курш. Според втората верзија пак, тој е намерно убиен. Според некои наводи, Страхил Гигов
политички го изолирал Рацин и го организирал неговото убиство, а сомнежи дека се работи за наместен случај, фрла и податокот според кој на Рацин му бил одземет пиштолот додека бил во партизанскиот одред. Кошула се влажи и потем црвени течат води. Течат води, брегови рушат. Жуворот, лув бил поетот. Не